Цената која што ја плати Македонија за тоа што он е премиер е преголема. А таа цена е националното маловажување и понижување со договорот во Нивица. Тоа се сите оние економски промаршувања на неговиот така наречен економски тим и економски политики, планот за економски развој на Република Македонија. Тоа е едно големо црнило и темнина во образованието, во здравството, помеѓу земјоделците, помеѓу пензионерите, едно огромно промаршување во судството, па кога видовме дека не е способен за реформи, видовме како е способен да ги преслушкува истите, да им монтира уреди каде што ќе може да ги слуша пред време пресудите, па да организира пресконференции, да ги погодува годините и потоа да излезе, еве сега пред некој ден го гледав повторно на една телевизија во Скопје, каде што вика тоа што кажал Зоран Заев, тоа го направил. Еве видовме зошто ги погодувал и судските пресуди, и годините затвор, и заштитените сведоци ги знаел, затоа што не само што со бомбите го контаминираше целокупното општество, не само што уништи животи со тие креирани, монтирани материјали нелегално стекнати, туку продолжува. И сега повторно не бил он виновен, не бил Оливер Спасовски виновен, не било СДСМ. Повторно бил некој таму виновен од порано. Ама со ишкањето на мувата од капата само го потврдува тоа што сите граѓани во Република Македонија го гледаат. Не проаѓа веќе оној наивен поглед и лагата и раката на срце. Секогаш кога ќе ставиш лагата на срце, секогаш Зоран Заев лажеш. И овој пат Република Македонија и граѓаните во Република Македонија се свесни дека ги лажеш, а ќе ти го покажат тоа на следните предвремени или редовни парламентарни избори, кога што жестоко ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе те порази на изборите.